Благодарам, председателке. Благодарам и за убавите зборови и за темите за кои што се сложуваме. Ќе се трудам навистина многу кратко како контрареплика да го кажам. Не очекувам дека овдека ќе ги решиме ниту на оваа седница, ниту во овој состав сите проблеми. Не очекувам ниту пак да имаме несогласување во однос на насоките кај што треба да се движи оваа држава и овие граѓани. И не се проблем воопшто ни финансиите. Ако имавме ние правна држава, ако имавме судски систем кој што гарантира правда, кој што гарантира нормален, сериозен правен поредок, 8% финансии не се никаков проблем, особено во апсолутен износ. Правен поредок во држава која што функционира, во која што има правда, во апсолутна вредност ќе донесе 3 пати повеќе. Ние сега немаме таква констатација на состојбите. Тоа не е проблемот. Не е проблем воопшто за председателите на судови. Ако сте вие сигурни, или ако тврдиме сите, дека председателот на судот мандатот, наместо 2, 4 или 10 години, ќе ни донесе за период од 5 години здрава држава правна, во која што ќе функционира, во која што ќе читуваат правните механизми, во која што ќе имаме 50 или 60% доверба во судскиот систем, уште утре можеме да го доведеме. Но јас се плашам дека ни е труло внатре, дека имаме метастази на корупција, на криминал. И имаме сериозно политичко влијание во сите пори на судскиот систем. Дека имаме очекувања поголеми, прагот е дигнат. Но затоа сте ние тука, сите како држава и како институции, затоа и не плаќаат граѓаните. Тие очекувања да дадеме се од себе да ги оправдаме. И затоа со козметички мерки, со работи кои што ќе ни купат ден, 2 или 5 месеци, не правиме ништо. Само правиме да имаат нашите деца уште полоша иднина. Благодарам.